Задачата гласи: кај една нехомогена коцка за играње, веројатноста дека на горната страна ќе се појават 5 точки изнесува P еднакво на 0,3. Колкава е веројатноста дека под А во 5 независни фрлања на горната страна ќе се појави 5 точки барем 3 пати. Под Б, во серија од независни фрлања на горната страна ќе се појават 5 точки дури во 8-то фрлање. Решение. Прво да ни е јасно што значи најпрво да ни е јасно што значи нехомогена. Нехомогена значи не fair. Хомогена значи fair и тогаш не мораме да имаме додатна информација, а нехомогена значи не fair и треба да ни кажи колку е не fair. А тоа има тука. Има дека за 5 точки да се појават, значи петка, имаме P од петка е 0,3. Да ни е јасно дека не добивме информација за една точки, за две точки, за така натаму, се надеваме дека не се бара. Токму не се бара, значи овај омега, што е множеството на сите можни исходи, тука што ни важат, е петка и не петка. Да пишеме тоа, ова е петка, и не петка. Сега нема да пишеме тоа цело време, ќе пишеме петка и не петка. Значи, ние од тука знаеме дека P од петка, тоа е овде, е 0,3. Што значи дека P од не петка е 1 минус 0,3 еднакво на 0,7. Под А. Сега да приметиме дека ова е биномен експеримент. Има само два исходи и доколку знаеме да работиме со биномен експеримент и формулите, тргнеме така. Ние ќе решиме и со формули и без формули. Значи, главно имаме биномен експеримент, значи два исходи, петка и не петка. И знаеме колку е веројатноста на петката. Значи, под А сме сега. Во 5 независни фрлања на горната страна ќе се појави 5 точки барем 3 пати. Што значи барем 3 пати? Тоа значи 3 пати да се јави, 4, друго што може? Може и до 5. Така, поќе од 5 пати да се јави на 5 фрлања не може. Значи, ова ќе правиме сума на овие веројатности. Како што реков, ако знаете со биномен експеримент, ја знаете ова формула, и ние тука n е еднакво на 5, тоа е 5 независно фрлање, p е еднакво на 0,3, тоа е овај тука, и К ни е колку? 3, 4 и 5. 3, 4 и 5. И слободно можете да барате веројатноста е P од 3 па 5 па 0,3 плюс P од 4 па 5 па 0,3 плюс P од 5 па 5 па 0,3. И ќе најдеме дека е истиот одговор, само ние одеме сега како да не ги знаеме формулите. Значи, ние работиме на А и решевме дека омега ни е петка, не петка, тоа е множеството од сите исходи, и дека P еднакво на P од петка е 0,3, а другото, P од не петка, е еднакво на 1 минус 0,3, еднакво на 0,7. И сега, ние ќе фрламе 5 пати. Барем 3 од 5.
тоа значи 3 или 4 или 5 пати треба да има петка по овие 5 фрлења. Како изгледа наједноставниот? Наједноставниот е сите да се петка. Кој е тој? Значи, добивме петка и на првиот, и на вториот, и на третиот, и на четвртиот, и на петиот. Ова е најбитното во ова задача. Како да се пиши ова? Кога ќе се тргни со ова, ќе се знае после што треба да се прави. Значи, сега сакаме, дали има друг начин да се добива сите пет да бидат петки? Нема. Секој пат треба да има петка. Значи, има еден случај и ние бараме колку е веројатноста на овај случај. Тој ќе биде за овај, после ќе бараме и за 4 и за 3, ама ова е наједноставното. Колку е веројатноста првата да биде петка? Тоа е 0,3. Тоа се множи со сега колку е веројатноста втората да биде петка. Тоа е 0,3. Третата, четвртата, петата. Значи, веројатноста сите да бидат петки е 0,3 на петка. Колку е тоа? 0,3 на 5. 0,0024. Значи, испод 1%. 1% ке беше 1 тука. 0,0024. 0,0024. Сега треба и за четврти и за 3 да најдеме или ги собираме. Но најбитно е оваа организација. После ќе ни биде релативно јасно како додеме и на 4 и на 3. Само броењето таму ќе биде тешко. А сега да видиме на второто. Значи, ај малку по-добро да го значиме, наместо 1 тука, ќе пишеме петка. Сега сме на четврка. Како можеме да фрлиме 4 петки? Може првата да биде не петка, па после другите 4 да бидат петки. Така, тоа е 1. Друго, наместо да биде во прво место, да биде во второ место. Значи, петката, па не петка, па петка, петка, петка. Ова е во прво место, ова е во второ место, останава во трето, во четврто и во пето место да биде. Значи, ќе пишеме точка, 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 плюс петка, 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 не петка. Колку има тука случај? Зборуваме сами со себе. Не петка во прво место, не петка во второ место, во пето место 5 случај. И веројатноста на ова сето е колку? Колку е веројатноста на еден од нив? Значи има 5 од нив, така ова е 5 случај, ова е ова. Има веројатноста петка да падне колку пати? 4, значи 0,3 на четврти, и еднаш има шанса да падне не петка, тој има поголема шанса, 0,7. И ова го рачунаме, имаме 0,3 на четврти еднакво по точка 7, тоа е овај дел, по 5 0,0283 284 0,028 и сега ова го закружиме 4. Значи 0,0284. 10 пати поќе шанса има ако оставаме една не петка да падне. Сега, наредниот. Сега гледаме за 3. Како изгледа тие? Па, не петка, не петка, 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 петка. Кај што имаме 3 петки. Ако го оставаме првата да биде не петка, овај ќе биде не петка, петка и овај ќе го ротираме, значи не петка, петка, петка. Значи ова е во второ место, ова е во трето место, во четврто место, значи да пишеме уште една. Во четврто место и уште една во пето место.
Ова е еднок, а овие се сите комбинации со две непетки, каде што првата е непетка. Колку има? 4 вакви. Чекај. Сега, да речеме дека ова непетката не е во првото место, значи ова е петка. Значи, после имаме две непетки, петка, петка, плюс, ова е пак петка, и сега ова второто ротира. Петка, не петка, 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 не петка. Колку има тука? 3. Сега, то беше со не петка во првото место, ова не петка во второ место. Значи, уште има, каде што имаме два случаи тука, петка, петка, не петка, не петка, петка, плюс петка, петка, не петка, петка, не петка. Тие се два и плюс овај последното што е петка, 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 не, не. И колку вкупно има? 10 случаи. И колку е нивната веројатност? И да довршиме тука да го пикнеме малку вака, после ќе ги собереме бројките. Имаме 10, тоа е колку случај. Колку има петки? 3, со 0,3 на трети. Колку има не петки? 2 со 0,7 на квадрат. Колку ни дава то? Имаме 0,3, можеме ова за трети, да го клаеме во меморијата. После 0,7 на квадрат, да множиме, значи по меморија рико, еднакво, и то по 10. По 10. Значи 0,1,3,2,3. Сега, значи, треба да собереме овај број и овај број, за да стигнеме до одговорот. Колку е то, ако го пикнеме тука? Тоа е P еднакво. Тоа е 0,0024 плюс 0,0284 плюс 0,1323 еднакво 0,1631. 0,1631. 16 постер имаме шанса во 5 независно фрлење да има барам 3 петки. Пред да преминеме на Б, кој е доста едноставно според А, да видиме дека со ова формула и ова што пишевме, дека добиваме истиот резултат тука. Ете, колку е ова? Ова е K е 3, N е 5, P е 0,3. Значи имаме 5 факторијал versus 3 факторијал по 5 минус 3 факторијал. После имаме 0,3 на K, 3, 0,7 на N минус K, 2. Каде го видавме ова комбинација? Во овај резултат. И тогаш колку имавме случај? 10. Значи, колку е овај дел тука? Треба да биде колку имавме случај тука? 10. Ова е 5 по 4 по 3 по 2 по 1 versus 3 по 2 по 1 и ова е 2 по 1. Значи 3 по 2 по 1 со 3 по 2 по 1 се крати и 2 по 1 е 2. Ова ќе дојде тука 2, ова е точно 10. Колку што имавме случај тука? Значи 10 по ова. После за овај имаме пак 5 факторијал, горе n факторијал, versus сега 4 факторијал тука и 5 минус 4 факторијал тука. Колку имаме од овие? 0,3 на четврти по 0,7. Колку имавме вакви случаи? Имаме 5 по 4 по 3 по 2 по 1 versus 4 по 3 по 2 по 1 по 1 факторијал, значи 1. И останава тука колку? И 4 по 3 по 2 по 1 се крати со тоа и останаваме со 5, колку што требаше. И останава само последното, и тоа е плюс 5 факторијал versus 5 факторијал
по 0 факторијал, што е 1, и 0,3 на 5, и тука е 0. Колку е 5 факторијал врз 5 факторијал? Тоа е 1. Значи, овај тука е 1. И ги добиваме истите броеви. Значи, ова е 0,1,3,2,3 плюс 0,0,2,8,4 плюс 0,0,0,2,4 и тоа ни дава резултатот што го имавме 0,1,6,3,1. Значи, и на нашиот начин, и со формулата, и го добивме истиот резултат. Сега под Б. Во серија независно фрлење на горната страна ќе се појават 5 точки дури по 8-та фрлење. Значи, првата не е успешно, 0,7. Втората не е успешно, 0,7. Третата не е успешно, 0,7. Точка, 0,7. Дури на 8-та фрлење добиваме петка. Значи, ова тука се 7 вакви и после 0,3. Значи, 0,7 на 7 по 0,3. Колку е то? 0,7 на 7 по 0,3 еднакво 0,024, овако го закружиме, значи 0,025. 0,025 е одговор на Б.